Подготовката на зимница и незиното складирање во помошните простории на секое семејство е речиси пред крај. Во традиционалната колекција на разновидни салати, намази, сладка или турши, речиси пред крајот се купува зелка. Зелениот пазар во Тетово изобилува со овој зеленчук, за кој нутриционистите велат дека една мала порција кисела зелка ги задоволува дневните потреби на витамин С кај човекот. Родот годинава е богат, велат пазарджиите, а цената иста како лани. Сезоната на зелката е почната, гродот е многу голем. Цената е као свака година иста, се движи од 10 до 20 денара. Продажбата е значително намалена годинава. Мислим дека уште е малку рано, пошто годинава е времето за прилично е многу топло за ова време. Мислим за приближно за околу 10 до 15 дена ќе започне повеќе има народот да дојде да зема, за да зашто сака зелката значително поладно време. Ако се става топло, ќе се раси. Долги години наназад цената се движи во истите граници, што од прилика ги покрива само производствените трошкови, смета Слободан. Прилично треба да биде барем 15 денара. Од 15 до 20 денара се движи, да не биде например под 15 денара, за да излезе трошковите, например зашто мало се скапа и нафтата и остало све друго. Се значително е зголемен овој период. Овој период највише се бара зелката, компирот и јабуката, која значително годинава има многу голем род, а многу е ниска цената. И ептен катастрофално. Од јабуката се движи од 10, 15, најдоброто 20 денара. Зелката исто така влијае на подобрување на расположението и го намалува стресот. Помага во лекувањето на црниот дроб, го зајакнува имунитетот и му оди во прилог на цревниот тракт, бидејќи е богата со пробиотички култури.